Evo ti klasičan primjer, ne znam včera da li gledaše ministerov. Dođe sa službenog kola, ga ostava 15 metri pred nastanom. Не се обележени таблиците, ама се држана колата. Ова ќе не се случува за време на изборите. Ова се Алберт Мемети и Суат Скендери, програмски координатори од граѓанската организација Ромалитико. Тие се дел од стотина активисти од 10 граѓански организации кои веќе почнаа со наблюдување на предизборните активности во 26 општини во земјава. На мапата за наблюдување намерно се ставени различни профили на општини, урбани и рурални, со многу и малку население, со мнозинско население од различна етничка припадност. Задачата на наблюдувачите е да регистрираат дали партиите злоупотребуваат административни ресурси во привлекувањето гласачи. Народски кажано, дали се злоупотребуваат парите, возилата и зградите во државна сопственост. Генерално, кандидатите кои што се кандидираат и независните, а повеќе политичките партии, веќе го научија тој трик како да кампањираат пред кампања. Постојат трети страни, кои што се, да кажам, луѓе или ентитети или организации кои што помагаат за некој кандидат или политичка партија и обично организираат активности пред официјално да започне кампањата. Има такви примери. Несомнено е ова ги учиме некои практики од соседите дека ние годината која што ни предстои избори, сите инфраструктурни проекти, сите покачувања на пензии или послично ги правиме на крајот од изборната година само со цел за да влијаеме на позитивен исход за време на изборите. Токму затоа наблюдувачките активности на граѓанските организации се започнати пред официјалниот старт на кампањата на 29 септември. Мемети и Скендери имаат задача да ги покријат шуторизари, Штип и Кочани. Ние сега ги следиме изборите, ги следиме кандидатите, ги следиме изборите, нивните активности. Во главно пробуваме и да разговараме и со граѓаните, пробуваме да правиме и истражување на јавното мислење, да ја разбереме нивната логика, да ја разбереме логиката на кандидатите, да видиме што понудуваат во своите програми. Тоа е новитет кој што треба да го следиме, почнувајќи од користењето на јавни возила, од користењето на ресурси, општински згради и училишта, кои што на некој кандидат може да му дадат поповолна позиција за време на изборите и да придонесат гласачите токму да гласаат за нив, токму заради некои бенефиции и поволности што ги имаат во овој период. Тетово, Боговиње и Теарце се општини кои во наредните 2 до 3 месеци ќе бидат под лупа на граѓанската организација за Тетово. Направивме обиколка на најголемиот град во Полошкиот регион заедно со Рамадан Муртезани. Во 14 часот и 30 минути, кога еден градоначалник и еден министер би требало да ги извршуваат работните задачи, зашто се платени со јавни пари, камерата на 360 степени посведочи на предизборни активности. Актуелниот градоначалник Билал Касами, придружуван од министерот за економија и труд Бесар Дурбиши, делеше промотивни флаери низ градот. Работата на Муртезани не е да заклучи дали во примерот се работи за злоупотреба на административните ресурси. Неговата мисија како наблюдувач е се што забележува на терен да го документира, но не и да го квалификува. Të dhënat duhet të jenë të sakta dhe duhet të argumentohen në mënyrë që të mos ketë paragjykime. Trajnimi na ka ndihmuar në atë se si të jemi, si monitorues më profesional, si të arrijmë deri tek burimi, si të arrijmë që të analizojmë dhe ta dokumentojmë në qoftë se ka ndodhur një keq menaxhim financiar nga ana partive politike gjatë procesit zgjedhor. Но злоупотребата на административни ресурси не значи само искористување на државните пари од актуелни политичари. Ретко кој го користи јавниот простор што им припаѓа на граѓаните преку побарана и добиена дозвола од локалната самоуправа. Така, според методологијата, остана само како белешка во извештајот на Рамадан Муртезани настапот на подмладокот на Националната алијанса за интеграција, ребрендираниот Европски фронт предводен од ДУИ. Тие пред споменикот победа во Тетовскиот дом на културата одржаа пресконференција на која му забележаа на Касами што ветил, а не остварил во првиот мандат.
Deri më tani ne do me thënë kemi analizuar kodin zgjedhor dhe kodin e sjelljeve për monitorues. Është shumë e rëndësishme për ne shkaku se ajo na mundëson që të profesionalizohemi dhe nëpërmjet asaj ne duhet të jemi, do me thënë, sa më neutral gjatë kampanjës zgjedhore, që të ruajmë pa anshmërinë tonë kundër partive politike. Gjithashtu kemi fituar përvojë në atë mënyrë që si ti targetojmë ato të cilët do t'i monitorojmë. Наблюдувачи на партиските активности има и за општините Охрид, Битола и Прилеп. Ги покрива граѓанската организација Интерактив. Проектниот координатор Иван Дургутов вели првичната фактографија покажува дека има раздвиженост на службени возила и по вообичаеното работно време. Оно што беше интересно за наблюдувачите, оно кое што го известува кај нас како проектен тим е дека полесно име да ги следат сега, повоочливи си, дека може да ги видат често пати како тие возила се движат низ градовите и по завршување на стандардното работно време до 16-17 часот, меѓутоа се уште немаме конкретен податок каде биле и каде оделе, меѓутоа она што може да го видат и што е веќе повоочливо е дека се раздвижуваат низ градот, така што сега следното ќе ни биде да видиме каде одат тие возила, односно зашто конкретно всушност ќе бидат употребени. Вештините што сега ги поседуваат ќе им олесни на наблюдувачите, вели Дургутов, полесно да ги забележат евентуалните злоупотреби. Особено во оние општини каде што тековните градоначалници повторно се кандидираат, постои поголем ризик дека тие нема да можат секогаш да успеат да ја раздвојат општинската работа која што ја работат, односно нивниот тековен мандат и оние промотивни активности, кампањи и така натаму, кои што всушност ќе треба да им донесат и уште еден мандат. Каде, како и што да прават стотина наблюдувачи учеа на неколкудневна конференција на почетокот на месецов. Проектот има за цел да ги подобри државните институции за крајниот исход од изборите на 19 октомври и 2 ноември, да биде со заекнат интегритет. They implemented something using public money, and now they're using that in order to boost the popularity of the candidates. Татјана Хилшер-Богусевич, која е меѓународна експертка за демократски избори, спроведе поголем дел од обуката. It is not something that is specific or unique to North Macedonia. Unfortunately, things like this happen in many other countries, and they happen both in younger and also in longer established democracies. So there is a variety here. And why it is important is because ultimately what matters in a democracy that we are that first of all, there is compliance with the rules against corruption, that there is neutrality in how public service is functioning, and ultimately how funds that are dedicated to serve a public good and public interest, that they're being spent for exactly that purpose, that they do not get hijacked by campaigns of contestants. Со стартот на изборната кампања ќе започне и засилено наблюдување во 26 одбрани општини. Се што ќе нотираат наблюдувачите ќе помине низ аналитички процес. Кога ќе завршат двата изборни круга, ќе излезе прелиминарен извештај. Нешто подоцна ќе биде изработен и објавен конечен детален извештај. Во него ќе има препораки за политичарите и конкретно за извршната власт. Како во иднина да не се повторуваат документираните злоупотреби на административните ресурси.